Почитувани гледачи, драги пријатели, драго ми е што имам можност да бидам водител на оваа ново компонирана емисија ВМРО ДПМН зборува. Од седиштето на партијата, во која што следниот период ќе разговараме за многу теми кои не засегаат сите нас од 7 до 77 години. Како што знаете, секоја среда и недела ќе се гледаме на нашиот Facebook и YouTube канал. Среда ќе одиме во живо, со што ќе отвориме можност вие граѓаните да ве вклучиме во мојот разговор со гостите кои ќе ги имам, да поставувате прашања, сугестии, коментари и критики. Би сакал оваа прва емисија да ја започнам со тоа што изминативе неколку години реално се случувало во државата. Со промена на раководителите на институциите, можевме сите ние да забележиме колку пари недостасуваат во буџетот. Нереализирани проекти, само ветувања и лаги се изнаслушавме изминативе 7 години. Морам да напоменам дека од компјутер за секое дете спаднавме на учебник за ниедно дете. Долгови во здравство, образование, култура се само дел од институциите каде што буџетот бил исцрпуван. Секако, да не ги заборавиме и успесите на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Например, па се шегувам, ве молам, дали има барем еден успешен проект изминативе 7 години што тие го направија за граѓаните на Македонија? Студентски град, нови студентски домови, повисоки пензии, па парите ќе ги враќале кај граѓаните и секако да не ја заборавам правдата која ја зборуваа. Од толку многу правда што добивме, секојдневно бевме сведоци на осудени криминалци да ни шетаат по улиците. Едноставно, Македонија одеше само надолу со нив. И добро е што народот ги казни, затоа што ние, како ВМРО ДПМН, имаме идеја како Македонија да биде едно подобро, поубаво и побезбедно место за живење. Поминаа првите 100 дена од новата влада предводена од ВМРО ДПМН. Тука би сакал да искоментирам неколку проекти. Премиерот Мицкоски изминативе денови покажа и докажа дека граѓаните се прв приоритет за новата влада на ВМРО ДПМН. Доказот за тоа се историски највисоки 250 милиони евра капитални инвестиции за општините. Нови 4 странски инвестиции од 600 милиони евра за над 1500 нови вработувања. Највисоки откупни цени за винариите, обезбедени 18 милиони евра за реконструкција на студентските домови, исплатени за останати плати во институциите и уште многу други реализирани проекти кои заедно со мојот гостин вечерва тука ќе ги дискутираме. Но не можам да останам нем на прозивките на СДСМ кои што имаат многу неаргументирани критики во изминатиот период. Имено, за разлика од нив, владата предводена од ВМРО ДПМН и те како се грижи парите од буџетот да бидат вперени во проекти од големо значење за нашите сограѓани. Има доволно време и место, наместо сега да зборуваат како они би направиле одредена работа, истото тоа може изминативе 7 години да го направат. Но за ова и многу повеќе, вечерва на мое огромно задоволство со мене ќе дискутира Миле Левков, пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Миле, добре дојде. Добро ден, Најдов. Благодарам на поканата ти, на особена чест ми е што првата емисија започнува со мене. Се надевам како што дадат ќе имаме лесна нога, ќе тргне гледаноста, затоа што важно е и граѓаните да бидат информирани, да бидат брифирани за разлика од она што ни се случуваше во изминатите 7 години кога гледавме дека сите важни одлуки се донесуваа зад затворени врати, еден проактивен однос на владата. Гледаме дека во 100 изминати дена 100 проекти наместо секој ден по 1, 2, 3 скандали токму на ова место и се одржуваат пресконференциите, буквално се правеше селекција кој скандал да биде покриен во текот на денот, затоа што имаше небројни скандали. Сега гледаме дека можело и поразлично, можело поодговорно да се раководи. Дел од таа одговорност покрај водењето на државата, раководењето на партијата, секако е и односите со јавноста да бидат брифирани и овде сте ви и секоја чест за вашите заложби. Благодарам, кога ги спомена баш и оние скандали кои што се случува изминативе периоди од тогашната власт на СДСМ и ДУИ, имаме сега малку
поразличен пристап, меѓутоа уште гледаме на пресовите секојдневни што ги имаме тука во партијата, дека повторно ние зборуваме за истите оние скандали, случувања кои што ги правели изминативе неколку години. Како го коментираме тоа? Луѓето бараат правда. Луѓето бараат правда. Едно од основните барања е дека бараат оние кои што работеле за своји интереси, за своји лукративни цели, да одговараат пред органите на прогонот, и таа карма некако не следи од опозиција, и сега како опозиција секогаш кога излегуваме со тие скандали, најбројни коментари се од тие дека време е да одговараат. Важно е да знаат граѓаните дека за тоа е потребно целосно да ни се ослободат институциите. Ние како одговорна партија сега имаме една дополнителна одговорност, а тоа е одговорноста да се води и да се раководи државата. Меѓутоа, секогаш сме биле будни, никогаш не сме премолчиле, никогаш не сме договарале позади затворени врати како што тие го договараат. И гледавте во собрание дали стануваше збор за буџет, дали стануваше збор за тендери, дали стануваше збор за избор на уставни суди или било кои други кадрови решенија, секогаш се решаваше позади затворени врати. Од друга страна сме ние, гледате, еден отворен пристап и секоја чест и за оваа емисија и за енергијата која покажувате, затоа што кога сте на власт можеби најлесно ќе ви биде и на вас и на нас да се подзакриеме како што се кријат. Меѓутоа, многу е важно да бидеме одговорни кон граѓаните и многу е важно да се знае каква држава затекнавме. Не би сакал можеби веднаш да започнеме со бројки, меѓутоа и тоа е важно. Огромно задолжување. Во изминатите 7 години, само на крајот на 2023 јавниот долг достигна 8,3 милијарди евра. Тоа е тешка бројка некого. Јас сега се обкладувам ако поставите една табла на плоштад и да ги замолите да ја напишат колку е таа бројка, ќе дел од граѓаните ќе изгрешат. Зошто? Од едноставна причина, затоа што станува збор за огромни бројки. Тие не само што не задолжија, туку успеа да ги потрошат и државата ни оставија во една незавидна ситуација. Она што е важно дека ние во наредните години, во период од 2025 до 2028 достасува за исплата на надворешен долг од 2,4 милијарди евра. Тоа е еден огромен долг кој што го наследивме. Да не зборувам дека во моментот кога се наследи владата, се наследи со на буџетска дупка од 200 милиони евра во самиот буџет, во самото планирање за 2024 година. Да не зборувам тоа дека имаше институции како национални шуми, како водостопанство, кои што вработените 4 месеци не зедува плата. 20 милиони евра, замислите, наследивме дупка во образование. И ти дури во најавата го спомена она од компјутер за секое дете, дека се симнавме на целосен дебакл на проектот со учебници. Учебниците ги добиваа на крајот на учебната година, а свидетелствата за да им ги внесат оценките ги добиваа со почетокот на наредната година. Целосно изместени вредности, огромни долгови, да не зборуваме во здравството. И сега видите, за 100 дена, не знам од каде ви почнам, за прв пат имаме проширување на позитивната листа на лекови. Со оние средби кои што ги правиме со граѓаните, дел од граѓаните се погодени со тоа, и кога ќе споменеме дека има проширување, тие често не критикуваат. Зошто наместо криминалот почесто не ги аргументирате, зошто почесто не зборувате за овие позитивни проекти? Затоа што баш на последната ние не знаевме дека е проширена позитивната листа. И затоа велам дека е добро да имаме вакви емисии, за да можеме преку она што наследивме и што се работи, да се направи една добра дистинција дека ако се сака, се може. Затоа што не е во ред да градиме една перцепција дека се е изгубено, се сеќавате, особено во предизборието сакаат да ни наметнат оние кои што 7 години ја крадеа државната каса, дека се е залудно, дека се е пропаднато, дека нема иднина. Меѓутоа, видовме дека имало иднина за нив и за нивни блиски, па видовме како нивни внучиња практично купува огромни трговски центри без да вложат ниту денар, ниту евро, а кога објаснува како магично се појавувале тие сделки,
па никош немаше објаснување од каде доаѓаат тие огромни Така е. гаранции за тие силни милиони. Сена се оние кои што работеа само за својот интерес, сега народот очекува дека ќе одговарат, наша работа е да ги нотираме и во меѓувреме се она што може да биде поправено, да биде поправено. Не е во ред да имате 4 милиарди денари долг кон земјоделците практично, тие треба да се грижат за производството на храната, не е во ред да имате 150 или недостаток на 100 милиони евра кога станува збор за енергетиката. Зошто ги споменувам? Затоа што изминатите 2 години беа карактеристични токму по овие две закани од енергетската криза, која што сите ја знаат, и закана од така наречена криза кога станува збор за производството на храна. Наместо ние да се пронајдеме токму и да бидеме еден, би рекол, фабрика, погон, полето кој што ќе произведува храна за Европа, ние се доведовме во ситуација да ги заборавиме земјоделците, да имаме 4 милиарди денари долг од субвенции кон нив и да имаме недостаток на 100 милиони евра во енергетиката. Знаеш зошто? Затоа што кога беа на власт СДСМ и ДУИ, кога требаше да се продолжи кризната состојба за енергетиката, Крештик Бектеши доаѓаше со едно, не знам сега, немаме ние толку оскудни материјали, доаѓаше со едно личе буквално со 4 реда на него. И јас во мало во тефтерче и ти во твојата подготовка за емисијата си се подготвувал 8 пати повеќе отколку министерот за економија во тоа време што се подготвува за да објасни основот за енергетска криза, за да потроши силни милиони, од што гледаме сега дека недостасуваат и се исчезнале. Така да секоја чест за... Па и да не заборавиме и за парите кои што сега владата ВМРО ДПМН ги враќа за оние субвенции за електрична струја кои што они буквално не ги плаќали изминативе периоди. Имаме и таков случај кој што сега ги... Да, имаше една нивна кампања во која што велеа дека ти ги субвенционираат сметките за струја. Вистината беше сосем поразлична од тоа. Зошто? Затоа што тие го субвенционираа падот на производството кој што го произведуваа државно поседуваната елем која што треба да произведува електрична енергија. Се замислите во време на енергетска криза кога сите приватно поседувани енергетски компании станаа джинови, да не повторуваме дека дел од нив беа на високи државни позиции од СДСМ па и од ДУИ, да не потсетуваме дека секој родител, старател, дедо, брат на оние кои што беа 7 години на вас постепено влегуваа во тој бизнис на електрична енергија, токму државно поседуваната бележеше загуби, бележеше пад на производство и истата беше компензирана од државни средства. Значи, тоа беа пари со кои не се субвенционираа сметките, туку се субвенционираше нивната неспособност. Така, се согласувам. Добар вовед направивме, да речеме, овие неколку минути отварање, но би сакал јас некако поинаку да ја почнам емисијата, меѓутоа добро што даде добар вовед. Јас би сакал да почнам со тоа кој е Миле Левков, со твојата историја, бидејќи ти си дете кое потекнува од ДУМС, јас сум од ДУМС, долги години си поминал низ таа младина. Како се одвиваше твојот ангажман во партијата, низ што се помина, еден мал бекграунд на она што се случувало во твојата младост, на млади години со УМС? Како дојде желбата да станеш член на ВМРО ДПМН, на УМС? Секогаш е тешко кога треба да зборуваме за минатото, од едноставна причина. Секогаш кога сме биле помлади, верувам дека ти го имаш тој проблем, и постарите секогаш знаат да држат предавање како било на нивно време. Ние на наше време, од тоа како излегувале, што имало на телевизија, што се јадало, секогаш било подобро. И секогаш, барем кога сум бил млад, сум си велел, никогаш нема да бидам таков, никогаш нема да им кажувам приказни. Сега имам две дечиња, момче и девојче, син ми е 14 години веќе тинејџер, девојчето е помало, па често се фаќам токму во на улога во која што реков дека нема да бидам да објаснувам како било, ама мора и твоите прашања токму одат во таа насока. Миле Левков, дипломиран правник, завршив овде на правниот факултет, на правниот факултет Јустинијан I на Универзитетот
Кирил и Методи, од секогаш активни во општествениот живот, без разлика дали се тоа студентски организации, дали е тоа театар. Кога се вратив во Кочани, првата година бев волонтер во Основен суд во Кочани, потоа во адвокатска канцеларија, потоа по положени до квалификација, оние кои што се на ненаставни факултети, ако сакат да работат во образование, полагаат до квалификација соодветна, нели, за да може да полагаат. Почнав да работам токму во гимназијата во која што ја завршив, Лјупчо Сандов во Кочани, предав право и слични предмети, основи на право изборен и така натаму. И многу е важно кога се занимавате со општествени науки, политиката, сакала или не, е дел од животот, дел од она што го учите, дел од она кое што го комуницирате, и овде ги гледате решенијата за многу различни проблеми, затоа што како правник, како некој што се занимава со општеството, секогаш работите ги гледаме од аспект на правото, од аспект на државата. Например, кога зборуваме за информатика, некој би рекол компјутерите се развиваат благодарејќи на развојот на информатичките технологии. Ако разговарате со нас, ќе кажеме се развиваат затоа што одредена држава овозможила правна рамка за истите да можат да се развиваат. Така да сметам дека ако сакате да влијаете во општеството, тогаш неминовно е дека треба да се занимавате со политика. Наспроти, постои во општеството, не знам од дифузни извори, дека ангажирањето во штабови или работата за политички партии е нешто што е, би рекол, лошо или недостоинствено. Сосем напротив. На тој начин секогаш ќе имате некомпетентни луѓе кои што можат да си ги платат своите компетенции, а не работат. Затоа ги охрабрувам сите млади луѓе да се вклучат. Јас се вклучив како во Комисија за образование, подоцна уште од 2009-10 како портпарол во Кочани. Тоа значи до денеска веќе 14-15 години читање пресови, застапување одредени прашања кои што се од општествени интереси. Ги охрабрувам младите луѓе дека ако сакаат да се вклучат во општеството, ако сакаат да го моделираат општеството онака како што тие сметаат дека треба да бидат активни учесници во политиката, никогаш да не ги слушаат оние дека политиката е нешто од кое што треба да бегат или да бидете подалеку, затоа што без разлика во која област сте вие, дали сте правник, дали сте информатичар, дали не знам, сте биохемичар или интересираат лаборатории, секогаш ќе го најдете поврзувањето токму во правото. Може би вие сакате општествени науки, сакате да работите во лабораторија. Ќе ве потсетам само на скандалот кој што беше со Бирото за метеорологија, во кој што видовме, јасно имавме пресуди од оваа говорница, има прашање во собрание, наместо инструменти за контрола се набавувале, наместо да се опремат лаборатории, се набавувале неколкукратно поскапи комбиња за така наречени мобилни лаборатории за истите потоа да се растураат, и те денеска не функционираат. Зошто го говорам ова? Замислите дека вие сте млад биохемичар кој што му е важно да работи во одредена лабораторија во која што има услови да практично да го работи оно што го сака. Во Македонија тоа ќе ви оневозможено. Зошто? Затоа што некој политичар кој што е на власт прави лукративни сделки во кои што го интересираат парите од јавната набавка да завршат кај него блиски, понатаму тоа се фрла, се заклучува и повеќе не се користи. Затоа е важно да знаат сите, без разлика од кој образование, од која област доаѓаат, дека важно е да имаме граѓани, особено млади, кои што се запознаени со политиката. Никој не може популарно наречено да им продава ефтини приказни, како што велеше Таратино, да им продава ефтини приказни во кои што ќе им кажува како треба да се водат работите, туку напротив, ќе бидат добро информирани, ќе знаат што е јавен долг од 8,3 милиарди евра, ќе знаат што значи тоа долг кој што ни доспева во изминатите 3 години од 2,4 милиарди евра, меѓутоа ќе знаат и што е тоа економски раст, и ќе знаат да ценат дека оваа влада само 100 дена успеа да го зголеми индустриското производство за 3,8%. Така да, ова накратко е спој од нешто што сум го работел и моje гледање зошто сум се вклучил и зошто сметам дека сите млади луѓе треба на некој начин да бидат вклучени. Затоа што
Например, ќе имате утре одреден закон кој што треба да го донесеме од определена област. Законите знаете дека ги предлагаат овластените предлагачи, тоа е владата, секој пратеник или 10.000 избирачи ги донесува собранието. Не можете вие тие 120 луѓе да бидат стручни на се. Едноставно не можеме ние да бидеме сезнајковци. Затоа е важно да имаме граѓанско општество, да имаме млади луѓе кои што се вклучени во тој процес, кои што ќе ги знаат каналите, ќе знаат како да ви дадат најдобри сугестии, затоа што не можете да бидете пасивни во целиот тој период и на крајот да наоѓате мани. Тоа исто како сега дома да реновираат кај тебе и ти немаш никаков допир со мајсторите да прашуваат која боја да бидат зидовите, не ме интересираат мене молерски работи. Ама кујната не ме интересираат мене тишлерски работи. Ама шпоредот мене електрика не ме интересира ништо и на крајот кога ќе влезеш да најдеш мај. Ние имаме малку и таков пристап кон политиката, затоа е важно. Донесуваме одреден закон, важно е да се вклучиме, да го отвориме. Се донесува закон за основно образование, се донесува закон за средно образование. Треба да се вклучат сите, а политиката е таква што треба да го овозможи тоа да се разбереме, затоа што до сега во изминатите 7 години, а и се молам, ние донесувавме закони со европско знамеце што немаат никаква врска со согласување со Европската унија. Тоа практично значи дека ова кој што го говорев до сега паѓа во вода. Зошто? Затоа што никој не те прашува каков треба да биде законот, а камо ли пак да те слуша? Не те прашува. Остава на брза лента, вели ова е усогласување со Европската унија, иако во суштина нема никакво усогласување, апсолутно никакво усогласување. И тоа го знаат. Ние знаете какви изговори сме имале кај закони за европско знамеце? Затоа што тој коридор се градел во Европа. Мислам, по таа логика, секоја одлука која што ќе се донесува кај нас ќе треба да биде со европско знамеце, а важно е да имаме нели инклузивен процес. Слободно прекинуваме ние. Не, сакав да ја довршиш поентата, бидејќи бевме точно сведоци на многу работи кои што сами си ги завршува во 4 очи. И јас уште едно прашање би додал на ова, бидејќи напомена и сите знаеме, доаѓаш од Кочани, ме интересира твојот младински живот, оние патувања Скопје, Кочани и еве едно блиц прашање, дали кога си навлегувал во партијата, во политиката, дали во даден момент си рекол утре сакам да бидам пратеник? Дали си очекувал во даден момент да знаеш дека еден ден ќе го успееш тоа да бидеш пратеник, да бидеш представник во Македонското собрание, да застапуваш нечии интереси, да се бориш за нечии интереси? Кога станува збор, сложено прашање, меѓутоа кога станува збор за особено за избрани и именувани функции, никогаш не можете да кажете дека сакате тоа да го работите. Не би охрабрил никој да ја започнува, да го започнува својот, би рекол, пат со една таква идеја, затоа што тие функции се привремени, не се професии, затоа што во животот ја бираме професијата, не ја бираме функцијата. Многу често луѓето забораваат да прават разлика помеѓу професија и функција, па функциите кои што ги добиваат, ги доживуваат како професии. Ке кажете, јас сум пратеник. Ти не си пратеник. Јас извршувам функција на пратеник, меѓутоа јас сум наставник Миле Левков, кој што предава група правни предмети во гимназијата во Кочани. И тоа е мојата професија. Она која станува збор за функцијата, таа е менлива. Можете да ја добиете денеска, можете да ја изгубите, да ја изгубите утре, дали вие ќе дадете оставка, дали по било која околност. Така да, секојаш ги охрабрува младите луѓе да ги бираат професиите по она кој нив ги интересира, а во одреден временски период од животот, ако сте вклучени во тие процеси, неминовно е дека вие ќе добиете одредена функција да извршувате, без разлика дали ќе биде избрана или ќе биде именуван. Односно, дали ќе ве гласат граѓани или законодавниот дом ќе ви даде одредена доверба да бидете министер, да бидете заменик министер, или пак владата ќе ве именува за некоја функција. Она што јас сметам дека е важно, дека треба да ја бирате професијата според она што вие го сакате и да правите разлика помеѓу професија и функција. Позицијата за која што сте избран не е нешто за кое што можете да се подготвувате да го работите, затоа што тоа зависат од други работи. Меѓутоа, ако сте, би рекол,
доволно добар во тоа што го правите како ваша професија, неминовно е, пак ќе повторам, еден определен дел од животот кога сте најактивни и да извршувате некоја избрана или именувана, затоа што па и владата, секоја влада, ако не работи, овде не ги споменувам СДСМ и ДУИ, затоа што тие работат само за лукративни интереси. Кога ќе кажам секоја влада, сметам секоја одговорна влада која што сака да допринесе и да го подобри условите во кои што живеат граѓаните, да го подобри стандардот, правната држава и сите оние параметри, секој сака да има работа со професионалци или со луѓе кои што ја знаат работата. Затоа порака до сите млади луѓе, бирајте ги професиите според она што вас ви лежи, а функциите ќе си дојдат сами. Јас споменавте владата, би сакал тука имам еден дел кој што го споменавте во воведот за дупките во буџетот, па со ребалансот добивме некои пополнување, враќање на заостанати плати, но сепак на крајот на денот тоа не се не чека и уште е многу работа. Дали може подетално да ни го објасниш процесот што се случува изминативе месеци во УЈП и царина? Гледаме едни големи, повисоки проценти на наплати, повеќе пари во буџетот. Краток осврт на разликата помеѓу изминатата и оваа власт, ево во овие барем 100 дена, иако мислам дека до крајот на мандатот ќе имаме многу поголема разлика од претходната влада, но која е вака поголемата разлика што можеме да ја представиме пред граѓаните во само 100 дена, а за разлика од овие претходните во 7 години? Корупцијата е рак рана на секое општество. Тоа е еден проблем кој што го имаат сите општества. Без разлика од најзаостанатите до најразвиените, секогаш има проблеми со корупција. Илузорно е да се каже дека не постои корупција во одредени држави, меѓутоа многу е важно да се знае дека постои различна стапка на градација на степенот на корупција кој што постои. Можеби вие многу добро ги детектиравте овие две институции кога ја споменавте управата за јавни приходи и царината. Можеби едни од клучните институции кога станува збор за борба против и сивата економија и корупцијата. Зошто? Затоа што се сеќавате пред да падне власта на СДСМ и ДУ, имавме исто така серија и на говори од собрание, можеби имаше пресконференции, не се сеќавам, во кој што гледавме еден селективен однос на управата за јавни приходи кон должниците. Исто така имаше скандали во кои што гледавме како фиктивни фирми пријавуваа и повлекуваа ДДВ. Односно, управата за јавни приходи како еден инструмент кој што треба, како една институција која што треба да се грижи за даноците, како ќе кажат на запад, смртта и даноци. Две работи се неизбежни, смртта и даноци. И тоа е ментален склоп. Death and taxes. Дека еден ден, за жал, ќе дојде тоа, а во меѓувреме морате да ги плаќате даноците. Кај нас беше друга слика. И ние често критикуваме. Не можете подпредседател на владеачка партија да ја биде директор на управата за јавни приходи. Не можете листата, имате 200 милиони евра долг кон управата за јавни приходи, државата во меѓувреме да ви плаќа огромни камати за тие средства, на листата на должници да се појавуваат оние кои што се блиски до власт. Не може огромни скандали за фиктивно повлекување пари од државниот буџет кој што им припаѓа на сите да се откриваат на пресконференции на опозицијата, па потоа да гледаме како цела една институција која што има пристап до самите системи за надзор. И од другата страна управата, од друга страна царинската управа која што треба да го контролира влезот на стоките, и сами и граѓаните знаат како одредени би рекол бизнисмени станаа гиганти благодарејќи на тоа што или не плаќаат данок или се плаќаат повластени стапки кога станува збор за царински давачки, па така сите знаат да бидат бизнисмени. Целта на една влада, на една одговорна влада е да се создадат услови и оние кои што се занимаваат со бизнис да си ги платат давачките, кога станува збор за увоз, и да се оданочат пред управата за јавни приходи. А во тој фер надправа да видиме кој е навистина способен за бизнис, а кој е роднина на оние кои што се највисоко на власта. И не е случајно што во првите 100 дена не имавме зголемување на наплатата и кај управата за јавни приходи и кај царинската управа. Тоа ви покажува само едно. Дека претходно 7 години не воделе сметка за наплата, а тоа е основен предмет на нивната работа. Така да тоа е една страшна комбинација од неодговорност, би рекол неспособност
и лакомост, кое што како аура ја следи владата на СДСМ и ДУИ. За жал, со дел од последиците ќе треба да се справиме и ние, меѓутоа добро се справуваме и сметам дека завршена е приказна е со нивната неспособност, доаѓаат подобри времиња. Сакам едно подпрашање кога сме кај оваа тема. Дали постојат индикации за криминал во случајот онкологија? Бевме сведоци на неколку пресконференции и некои индикации за криминал. Мислам дека доста бевте упатен во таа област, така да може ли нешто подетално во врска со тоа? Па јас кога пак ќе се навратам на владата, еден друг заклучок би излекол од оваа цела приказна која што ни се случи со онкологија. Разговаравме пред емисијата за овие скандали. Постојат одредени механизми во кои што ако вие сте одговорна влада можете да видите што ви се случи. И токму за случајот со онкологија имавме една анкетна комисија во собранието која што ја водеше колешката Рашела Мизрахи, во која што имавме една цела, тоа е да утврдиме она што се нарекува политичка одговорност. Замислете, над 90% од забелешките кои што беа дадени, кои што постоја, беа нотирани во извештаите на Државниот завод за ревизија. Но државно тело независно, меѓутоа тие извештаи стигнуваат до владата. Сега замислете, ако вие сте премиер, ако вие сте ресорен министер кој што треба според закон да се грижи за спроведување на законите во својата област, ако не сте и гледали извештаите кои што ви ги дава Државниот завод за ревизија, па потоа стигна до еден скандал до епски размери, една мачна, една тешка тема, затоа што кога ќе ја споменете, на вистина станува збор за би рекол една сложена тема која што не е лесно да ја пренесете на јавноста, затоа што предизвикува многу чувства и многу емоции. Меѓутоа, ова ви го поврзал со нешто. Не е само тоа. Имаме над 40 извештаи на Државниот завод за ревизија кои што ни се наоѓаат во јавното обвинителство и не се презема ништо кој. Исто така индикативно како за онкологија ги наведуваат клучните проблеми. Имате извештај за Државен завод за ревизија во кој што говори за најскапиот автопат во Европа кој што не се гради Кичев Охрид, дека без основа во 5-6 анекси е зголемена цената за 200 милиони евра. Значи имате извештај во кој што ви зборува дека симптоматично е како се зголемила цената на чинење за 200 милиони евра и институциите на тоа молчат, не смеат да молчат. Имате извештаи во кој што ви укажува дека Љупчо Дон Николовски постапувал спротивно од плановите за вработување. Тоа не окажуваме ние, тоа ви окажува извештај. Имате план за вработување и во планот за вработување имате одредена структура на компетенции и способности на луѓе кои што треба да ги извршуваат работите, токму во едно министерство кое што треба да се занимава со земјоделство, водостопанство и шумарство, кое што е важно да имате стручност од оние аспекти кои што ги работите и вие да примате луѓе кои што вие сте наумиле да ги примите, без разлика дали е приватна војска или дали е партиска војска, и тоа е нотирано во извештаите. Извештаите се полни со скандали, без разлика дали станува збор за набавки на софтвер кој што не е приложено каде се користи. Значи не можете вие за оваа зграда да набавувате прозори ако тие не се инсталираат никаде. Не можете да набавувате опрема која што никому не му е корисна. Особено кај софтверот. Особено кај софтверот, знаете, тоа нематеријална собственост, станува збор за лиценци. Треба да се зафатат одговорните институции да испитаат како тоа се набавуваат без да се знае каде се троши. Едноставно се правеа буквално како им одговара и така им тоа некако им проаѓаше. Пак ќе кажам чудна комбинација од неспособност, неодговорности и лукративни интереси. Дел може би го правеле затоа што биле незаинтересирани за работата, мислеле дека се сега на власт, дел од директорите може би тоа го правеле од неодговорност, дел може би го правеле од неспособност, меѓутоа јас сум сигурен по сите параметри кои што ги гледаме, по извештаите на Државен завод за ревизија, по буџетот, по бројките кои што ги добиваме, дека партиското раководство на СДСМ и ДУИ работело само за тесно партиски лични интереси на себе си и на своите блиски, и тоа за лукративни интереси кои што јасно можат да се изразат во
материјални средства и тоа сме сигурни ако било кој ги разгледува основните параметри на државата, тоа се најразлични, рековте, дали ќе ја погледнеме управата за јавни приходи, дали ќе ја погледнеме царината, дали ќе ја погледнеме падот во Македонија, например, во изминатите 7 години имаме пад на еден индекс кој што се нарекува продуктивност на трудот. Падот на продуктивноста на трудот ви го кажува само една работа, а тоа е дека се повеќе и повеќе во текот на годините се крие добивката, затоа што нелогично е додека цел свет технолошки се унапредува и произведува повеќе, вие во Македонија да имате работници кои што секој ден произведуваат помалку. Тоа значи ако сте имале работник пред 7 години кој што ви произведувал, не знам, 10 вакви тефтери, истиот тој сега ви произведува дневно само 3. Како станал неспособен во изминатите 7 години? Или можело да се плаќа данок на 10 тефтери, ама сега на 7 се плаќа кај некој друг. Мислам дека тоа се индикатори. Јавниот долг, тие 8,3, надворешниот долг и државен долг од 7,3 милиарди евра. Комбиниран со сите овие показатели, ви покажува дека таа врхушка работела за тоа што работела. Оние излети со купување на трговски центри беа само, би рекол, доказ од печатот на тој документ. Јас во интерес на времето би сакал уште 1 до 2 кратки прашања. Изминатиот период се укина балансерот. Што е следно? Следно, како што најавивме, треба да се работи на едно законско решение, затоа што зборувавме сега, ќе дуи видовме една драматичност во кој што излегува на таа пресконференција, го видовме Арбер Адеми и Крешник Бектеши, а ги демантираше цела јавност и од овде ги демантиравме во стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030. Гледаме како јасно пишува еден убаво срочен текст дека е надмината алатка која што треба да биде укината. Па Крешник Бектеши седел на влада кога се донесува тој заклучок и сега глумат шокирани. Потребно да се донесе закон и сме зборувале кога се донесува закон. Треба да се знае што значи привилегија, што значи заштита. Законите не смеат да се донесуваат за некој со нив да биде привилегиран. Законите се донесуваат за оние кои што се офатени со законот да бидат заштитени. Значи законот кој што се донесува е да бидат заштитени без разлика на која група или припадност припаѓаат, меѓутоа не за привилегирање и не за замена на компетенциите, затоа што сите видовме во Македонија во изминатите години етничка и партиска припадност заменуваа и се пандан на компетенции па и на професија. И уште едно прашање последно, во интерес на граѓаните, еден проект кој што владата ќе го спроведе или го спровела изминатиот период, вака не е познат во јавноста или можеби е познат, меѓутоа имавме еден случај, ако се сеќавам, со укинување на... Да, кога станува збор за проекти на владата има соодветна владина програма и верувам дека со ваков старт дека ќе биде и надмината од сето она што е планирано во самиот проект на владата. Можеби помалку споменувано, а го коментиравме пред емисијата, дека со неколку законски решенија, например, се намали бројката околу 70-80 функционери во државата елегантно без никој да примети, со тоа се намали, би рекол, тој робусен државен механизам, само за да ги подсетиме гледачите, 40 економски директори во здравство помалку, се намали одреден број на членови на комисии, се намали одреден број со спојување на комисии, например, комисија за постапување во втор степен инспекцијски надзор, со нивното фузирање се намали бројот на членови за 5 или за 6, Државен совет за безбедност на сообраќајот од 31 на 19, се на 70-80 функционери кои што би требало да ја чинат државата многу, а на крајот на денот интересот е тие средства, тие пари, тие финансии да завршат за инфраструктура, да завршат за градинги, да завршат за патишта. Замислите, во 21 век имаме проблеми со канализации, со чиста вода за пиење, да завршат токму кај граѓаните како капитални инвестиции, затоа што тоа недостасуваше во изминатите години, така да можеби тоа е една од работите која што се направија, можеби и не беше толку добро и се рекламира. Така е. Добро, јас ти благодарам на
твоето вечерашно гостување во оваа емисија. Се надевам дека и го задржавме и вниманието на гледачите. Се надевам дека им се допаѓа овој нов концепт на емисија подкаст што ќе го водиме во следниот период. Тоа е се за вечерва. Доста работи слушнавме, доста скандали, а и доста работи што би требало да се случат во наредниот период. Граѓаните заслужуваат многу повеќе, а за тоа ВМРО ДПМН ќе продолжи да работи во интерес на граѓаните. Јас би сакал да најавам во недела повторно на Facebook и YouTube каналите ќе одиме со нова емисија во 20 часот, навистина интересен гостин. Тогаш во недела ќе разговарам со пратеничката и заменик координатор на пратеничка група Ели Панова, а до тогаш ви благодарам и се гледаме во недела. Поздрав и секој добро.